Ова пресконференција сакам да се обратам и во својство на пратеник, затоа што денеска е 7 октомври 2025. Јас пред година дена, на 7 октомври 2024 година, поднесов декларација за признавање на државата Палестина во Собранието на Република Македонија, во име на пратеничката група на Левица. Година дена од тогаш нашите вазалски власти, кои се комплицитни и кои сакаат да соучествуваат во геноцидот во Газа, тоа го ставаат во фиока. Од пред година дена имаме низа на европски држави кои ја признаа Палестина, тоа е Франција, тоа е Велика Британија, тоа е Малта, Ирска, Словенија, Шпанија и така натаму. Сметам дека Македонија уште минатиот 7 октомври имаше шанса да се впише во првите слободарски народи кои ќе ја признаат Палестина во Европа, но тоа не го направи затоа што едноставно тоа не сакаат да го направат и не сочувствуваат. Јас сакам да искоментирам една изјава на министерот за надворешни работи кој рече не треба да бидеме импулсивни и емотивни во носењето на одлуки за признавање на Палестина. Што има импулсивно и емотивно во илјадниците деца кои се убиени од сионистичкиот режим? Што има импулсивно и емотивно да сакаш да спречиш апартхејдски систем колку што можеш едноставно во меѓународната заедница да пратиш сигнал дека македонскиот народ е на страна на слободата и против угнетувањето на другите послаби народи. Ние повторно ја повикуваме владата да се вразуми и да го изартикулира ставот кој најголемиот дел од македонското население го има. Македонското население сочувствува со болката на палестинскиот народ, посебно затоа што и ние во историјата имаме примери како екзодусот од Егејска Македонија, така да македонскиот народ секогаш бил на страната на ослободителните движења и така треба да биде во овој случај. Ние мораме да створиме притисок над нашата вазалска влада за да излезе да излезе и да собере храброст и да го направи ова, затоа што ова е правилниот чекор и како поминува времето, се повеќе ќе се срамиме зошто не сме постапиле кога сме имале шанса. Дали имате прашање?